Денеска разговараме со Никола Мицевски, пратеник во Македонското собрание и координатор на пратеничката група на ВМРО ДПМН. Добар ден, господине. Добар ден, добро дојдовте. Вака, вие како координатор сигурно имате тешка задача, нели, да работите во некои нови услови кои што се наметнати во ова собрание, односно ете и да ја координирате цела пратеничка група. Пример, ако добиете известување со вајлето во 9 дека има седница во 10 во 11, најпрво, тешка ли е вашата работа? Тешка ли е работата координатор на пратеничка група? Функцијата координатор на пратеничка група е сериозна обврска за било кој пратеник во собранието. Оние што имале контакт со работата може да посведочат за тоа. Имено се работи за многу обврски кои што не се видливи за граѓаните. Покрај работата околу подготовката на седници и координирање на самите точки кои што би се нашле на седница, за која што за жал все помалку имаме информации, затоа што владеачкото мнозинство внимава да точките предложени од владата и од група пратеници од власта добијат приоритет. Имаме обврски во секојдневните активности и координирање, како на комисиската работа на собранието, така и на пленарните седници. Дополнително, обврските кои што произлегуваат е континуирани средби и информации со меѓународните представници во државата, односно амбасадите, Европската мисија во држава, како и многу фондации кои што соработуваме. Дополнително на целата оваа обврска, значи, има и комуникација со граѓани, невладени организации, кои што бараат поддршка, кои што бараат информација за одредени законски решенија или проблеми со кои што се тангира државата, а секако и со проблемите со кои што се соочуваат конкретни невладени организации или здруженија на граѓани, кои што се во не толку мал број во држава. Вака се, последниот период сведоци сме дека се носат закони, кои тоа се предложени се закони со на европско знаменце, нешто што се нотираше во извештаите на Европската комисија дека имаат наводи за некаква злоупотреба од тие закони. Да појасниме, тоа европско знаменце се става за да се ограничи некоја дискусија на предлог закон до 3 дена. Ве прашуваат ли, конкретно вие постојано сте во контакт со меѓународниот фактор, со странци, наблюдувачи кои што се тука, амбасадори, известени ли се они доволно, бидејќи веќе и тоа е нотирано е во извештај на Европската комисија, дали барате подетално информација од вас, како доаѓа до тоа? Видете, согласно деловникот, постоечкиот деловник на Собранието на Република Македонија, постои процедура во која што владата, во колку се работи за законско решение за усогласување со легислативата во Европската Унија, владата е таа која што може да стави европско знаменце на законот, се со една цел, значи да се забрза процедурата, да се стави на брза трака, за она што значи усогласување со европската легислатива, помине на поедноставен начин во собранието. И тоа не е некоја новост, меѓутоа за жал, ова владеачко мнозинство и во овој мандат, меѓутоа и во претходниот. Сите законски решенија за кои што мислат дека ќе најдат на проблеми поголема транспарентност и јавност, а кои што се проблематични законски решенија, ги злоупотребуваат и на истите тие законски решенија прикачуваат европско знаменце. Значи, целата постапка за прикачување на европско знаменце на одредено законско решение си има свој почеток и крај. Усогласувањето треба во кореспондентната табела која што доаѓа до собранието да биде наведено со кој акт или со што се усогласува со европското знаменце. За жал, сведоци сме дека во последно време доаѓаат закони за кои што во кореспондентната табела, бидејќи навистина нема на што да ги прикачат со европската легислатива тие законски решенија, идат празни. Тоа е за осуда, информирана е Европската мисија во државава, информирана е конкретно за сите овие закони кои што дојдоа. Конкретно во овој мандат имаме 14 закони кои што се дојдени со европско знаменце. Сега ќе ви кажам еден карактеристичен закон од тие, например законот за разузнавање. Го пуштија со европско знаменце да се скрати можноста за дебата во собранието и да се скрати можноста за негово подобрување. Имено една од
од областите кои што не се заеднички уредени во Европа е безбедносните, односно безбедносните структури. Секоја држава има посебни законски решенија и легислативи по однос на безбедност. Во тој контекст е и разузнавањето. Кај нас, Агенцијата за разузнавање дојде со европско знаменце, во кое што во кореспондентната табела немаше ништо, се помина со 2 дена дебата, нема можност за наша интервенција со однос на амандмани, затоа што целата дискусија на комисија е во 2 дена. Кога го видеа тоа представниците од Европската мисија, конкретно евроамбасадорот Дейвид Гир, беше вчуно невиден колку со леснотија се прави злоупотреба на тоа европско знаменце, и тоа не е само таму. Законот за попис е нешто што се донесува на 10 години, значи законско решение во кое што треба да бидат вметнати сите дефиниции, во кое што треба да биде вметнато методологијата, едноставно да ни даде можност за сите политички чинители во државата консензуално донесат одредено решение, за да нема сомнежи на целиот процес на попис во државата и на крајните резултати од пописот. За жал и ова законско решение дојде со европско знаменце, не сакајќи да правиме филибастеринг, да го оптеретиме самиот закон со голем број на амандмани, а и немајки можност истото да го направиме, затоа што 2 дена беше целата дискусија во Комисијата за европски прашања, место во Комисијата за политички систем, каде што е матично работно тело и би требало да се разгледа овој закон. Поднесовме 26 суштински амандмани, заедно целата опозиција, значи и албанската опозиција поднесе 11 амандмани. За жал ниту еден амандман не беше прифатен, се донесе такво законско решение како што се донесе, за веќе да гледаме одредено ретерирање и приближување на ставовите со ВМРО-ДПМНЕ кои што беа, а тоа е да се одложи пописот. Тоа беше едно од барањата, тоа е логичко барање, имајќи во предвид каква е состојбата со пандемијата и со заштитата на населението, затоа што во државата, за жал, последни сме во Европа, нема влезено ниту една вакцина, па се јави председателот на државата Стево Пендаровски во името на СДСМ, предпоставувам, да побара одложување, за тоа одложување да не биде од страна на СДСМ веднаш пратено, од причина што такво амандманско решение во законот нудевме, имајќи во предвид целата ситуација, затоа што веќе цела Европа и поголем дел од државите во светот своите законски обврски по однос на пописот ги одлагаат за наредната 2022 година. Меѓутоа, тука имаме на власт луѓе кои што не сакаат да дискутираат, да дебатираат, не сакаат да ги видат реално состојбите со пандемијата и состојбата на населението по однос на оваа заразна болест, не сакаат оној политички дил кој што го имаат владеачките партии да го прекршат, затоа се дојде до ова по мене избрзано решение. Имено и по однос на тоа реагиравме, по однос на тоа што не ја знаеме методологијата, а треба да гласаме закон за попис, по однос на тоа што немавме дефиниции конкретни, што е резидентно население и слично, и најголемиот проблем секако двојниот подпис кој што ги имаат директорот и заменик директорот. Не гледавме никаква оправдана логика да покрај директорот, кој што е одговорен на таа институција, подпис стави и заменик директорот. Единствено оправдание, односно единствената логика која што имаат е да доколку на еден од чинителите, од владеачките чинители во моментот не им се допаѓаат резултатите од пописот, го оспори, односно не го подпише крајниот извештај, односно резултатот од пописот. И тоа се гледа. Значи, ја гледаме нервозата кај владеачката коалиција, затоа што веќе почнаа да лицитираат со бројки, па доколку процентот на попишани граѓани биде помалку од тој што тие го сакаат, па немало да го признаат резултатот или слично, очигледни се намерите дека ова законско решение, односно овој попис кој што е долго очекуван и кој што би требало да биде статистичка операција во државата, може да се претвори многу лесно во политичка операција, имајќи ги во предвид и
вчерашните, односно некнешните изјави кои што ги слушнавме од директорот на Државниот завод за статистика и неговиот заменик, кои што се со различно мислење по однос на одредени графи и одредени прашања кои што треба да се најдат во самата методологија, односно во самиот прашалник за попишување на населението, домаќанството и стоките во државата. Значи, вие имате основан сомнеж дека бројките веќе се однапред договорени. Видете, ова што се влезе, односно не влезе во законското решение по основ на попис, ни дава можност да се сомневаме во реално изработената статистичка операција која што би требало на крајот да заврши со реални бројки во државата. За жал, одредени делови од законот, одредени вмрежување на подписите и одредени само контроли на владеачките партии ни даваат сомнеж дека можно е ова законско решение и оваа операција да биде злоупотребена. Ако оние открија, конкретно методологијата беше откриена предвадена. Законското решение, значи, било нецелосно, без методологија. Има ли начин, конкретно, не знам, со некоја представка до Уставен суд да биде поништен овој закон? Видете, ВМРО ДПМН е започна постапка за укинување на законот за попис. Затоа што не се слушна мислењето на опозицијата, затоа што сметаме дека закон за попис и целата операција на пописот е консензуално политички договорена работа која што би требало да биде, во која што ќе бидат познати сите чекори. Ние, како што рековте, ја немавме методологијата. Ние дополнително ги немавме сите дефиниции. Мајки во предвид дека ова законско решение се донесува еднаш на 10 години, а кај нас пописот не е извршен повеќе од 19 години, сметавме дека во ова законско решение требаше да бидат вметнати сите овие нелогичности или барем моменти на сомнежи од страна на опозицијата. До такво нешто не дојде, затоа ВМРО ДПМН започна граѓанска иницијатива, на која што граѓанска иницијатива подносител е Христијан Мицковски, за отпочнување постапка за собирање на подписи за укинување, односно престанок на важење на одредено законско решение. Постапката е започната, значи до Државната изборна комисија иницијативата е однесена. По собирањето на 100 подписи, кое што веќе е завршено, денес во собранието е доставена иницијативата од овластениот предлагач Христијан Мицковски, заедно со 100 подписи од подрачните единици од Државната изборна комисија. Сега наред е постапката согласно деловник во самото и согласно закон за референдум и други облици на изјаснување на граѓаните е во собранието, значи председателот на собранието има обврска оваа иницијатива да ја достави до двете комисии, тоа се матичната комисија. Предпоставувам дека ќе биде комисијата за политички системи и односи меѓу заедниците, а нема да биде комисијата за европски прашања, каде што првично помина законот, и законодавна правната комисија за да ја разгледаат уредноста на иницијативата. Доколку иницијативата биде заклучено дека е уредна, истата со пропратно писмо од страна на председателот на собранието го известува овластениот предлагач, односно Христијан Мицковски, како граѓанин и подносител на иницијативата, и во исто време се известува и председателот на владата на Република Македонија, кој што пак има обврска да ја извести Државната изборна комисија дека иницијативата е уредна и да почнат подготовките за собирање на минимум 10.000 граѓански подписи за укинување или односно престанок на важење на законот за попис. До фаза до која што ние ги поднесовме 100 подписи и веќе самата иницијатива е во собрание завршена, работата во наредниве денови очекувам согласно деловник и согласно динамика и потребни денови за реализација на сето ова да продолжиме со иницијативата, па кога веќе не сакаа да го слушнат зборот на пратениците во собранието, кои што представуваат гласови, односно граѓани од Република Македонија, кои што се
против вакво законско решение, значи морам да го нагласам ова дека се против вакво законско решение, а не против закон за попис, да ја почнеме иницијативата па да го слушнат гласот на граѓаните во Република Македонија, дека навистина ова што го туркаат на мускули, односно представува политичко коалиционен дил, не е најдоброто избрано решение за граѓаните и за реализација на оваа статистичка операција. Господине Мицевски, што откако ќе бидат собрани подписите? Тогаш законот влегува, законот за укинување за поништување на законот за попис влегува во собраниска процедура и како секое друго законско решение треба да ја помине целата постапка. Бидејќи во скратена постапка да се утврди потребата од донесување на ова законско решение, па потоа да се разгледа и комисиски и пленарно. Се надевам дека по собирањето на подписите дека дел од пратениците од владеачкото мнозинство ќе увидат дека навистина граѓаните размислуваат малку поразлично од нив, па она монополска улога при гласањето која што ја имаат, нема да биде на приоритет, односно ќе го послушаат гласот на разумот и гласот на граѓаните во Република Македонија. Поучени од претходното искуство, оставате ли еве можност, не знам, собраниските служби, вклучително почнувајќи од председателот, да има одредено пролонгирање на оние сите рокови за да биде ставено во собрание? Се надевам нема, затоа што процедурата за почнување на иницијатива е со стрикно одредени рокови, кои што би се надевал дека ќе бидат испочитувани од страна и на председателот на собранието, и на службите, меѓутоа и на владата, бидејќи и таа е таа која што треба да извести, да покажеме малку поголем демократски капацитет и да го слушнеме гласот на граѓанинот во Република Македонија, затоа што ова е една од алатките на демократијата, да граѓаните можат со својата улога како надзор на работата на собранието да реагираат по одредени иницијативи и да се дојде до едно законско решение кое што сите го посекува. Вака вие како законодавен дом ќе иземе предвид тие закони што се со европско знаменце, меѓутоа имаше и дел кој што не беа со еден од тие беше и за гасоводот за Гама. Првично беше 54% беше собственост на државата, 46% приватна собственост, односно на компанијата Макпетрол, па потоа некако чудесно преку ноќ станаа 50-50. Ова прашувам во насока со тоа што, немаше европско знаменце, беше отворена дискусијата, седницата не беше како што е нормална навика во 6 саат прекината, меѓутоа таа продолжи до изутрината, вие бевте оставени без грејење во седницата. Председателот на собранието си има подпредседатели кои што го менуваат, вие како пратеници немате заменици, мора вие да сте присутни. Дебатата се чинам траеше 21 час. 21 час. Без прекин. Еве кажете ми го вашето искуство таму. Ние како и медиуми, како граѓани ги интересира што се случувало таму и не ги знаеме конкретно сите детали. На какви се форми на притисок сте изложени? Видете, тоа е едно законско решение и една седница која што ќе остане во аналите на собранието, како негативен пример, кога власта сака на мускули да истурка некое законско решение, а кое што за жал не е добро решение, затоа што и државниот правобранител имаше забелешки таму. Значи, владата по одбивањето на државниот правобранител да даде поддршка на законот за Макпетрол и Гама, се најде во ситуација да мора да најде некое колективно тело кое што и ќе им даде амин за приватниот дил кој што се направи по однос на тоа законско решение и испомпување на огромна сума на пари од државата кон еден приватен капитал, би рекол. За жал не го послушаа гласот на пратениците и разумот да се прекине седницата и да продолжи во некој разумен временски рок во текот на утрешниот ден. Ние имавме седница од 21 час, каде што опозицијата со аргументи дебатираше по ова катастрофално законско решение, кое што е оспорено веќе пред Управен суд, затоа што собранието не е тоа кое што подпишува договор во име на владата
после сите решени работи меѓу владата и Макпетрол, АД Макпетрол како еден од собствениците на дел од процентите на заедничкиот гасовод Гама. Сметам дека ова законско решение и овој закон и оваа процедура во наредниот период ќе помине низ посериозна ревизија, затоа што навистина владата сакајќи да се подскрие зад пратениците и закон кој што ќе ги штити од некои понатамошни реперкусии, ќе биде отворено во некој нареден период и ќе биде разгледано сето оно што не требаше да се случи на таа седница. Како што рековте, седницата траеше 21 час во ситуација кога имаме мерки на заштита од пандемијата и протоколи, се остави да се работи толка временски период, меѓутоа алчноста на власта за да го заврши овој проект кој што се провлекува долг временски период и кој што беше и на арбитража пред меѓународни институции, за кој што не најдоа начин на подпишување повеќе премиери пред овој премиер, господинот Зоран Заев, најде некој начин и форма да моментално го реши ова, меѓутоа мислам дека овој закон и ваква распределба на процентите и средствата од државниот гасовод Гама нема да заврши тука. Това беше сума од околу 33 милиони евра. 33 милиони евра, така. Кажете ми, кој беше предлагач на тој закон? Мислам дека законот дојде од влада, меѓутоа подршка доби од пратениците. Пратениците во однос на вакви договори кои што владата ги исклучува немаат никаква обврска во собранието. Меѓутоа повторно ќе кажам, заштитувајќи се себе позади законското решение, а не успевајќи сето тоа да го реши преку државниот правобранител, кој што се иззема од целата постапка, се најдува пратениците од владеачкото мнозинство да ги стават во преден план и како колективно тело да ја преземат одговорноста врз основ на персонален, односно бинален договор помеѓу одредени субјекти. Кога сме кај оние предлог законски решенија што ги нудите вие, се гледа дека некако има власта континуирано ве минира. Ако земеме предлог интерпелацијата на министерот Димитров, се чекаш, ако не се лажам, последниот рок, за да дојде и да се разговара за неа. Сега побаравте и за господинот Маричич и за господинот Николовски. Кога очекувате да биде ставена на дневен ред? Видете, по однос на интерпелациите исто деловнички е уредено тоа, има одредена процедура. По однос она што се провлекува и во минатиот парламентарен состав, а тоа е и сега, да барањето, односно точките на опозицијата, секогаш се ставаат на крај на самата седница, имаат можност за манипулација по однос на дневниот ред на точките, го имаат мнозинството и тоа нема да ја одрази демократијата во Република Македонија. Од една и единствена причина, значи во текот на минатиот мандат имавме поднесено 8 интерпелации по однос на работата на министрите, само 2 го видоа светлото на денот. Сите други 6 интерпелации, а тоа се провлекува и во овој пратенички состав, се ставаат како последни точки на дневниот ред на одредена седница. Точкиве од дневниот ред на таа седница се исцрпуваат, кога ќе дојде до последната точка, седницата се прекинува и никогаш не продолжува. После големиот притисок кој што го направивме, а морам да кажам дека по однос на роковите за интерпелација на Никола Димитров, немаше некои поголеми обструкции како во минатиот мандат, затоа што дел од врските и на Димитров и на пратениците во собранието бараа усогласеност на датумот за организирање на оваа интерпелација, се одржа оваа интерпелација. Пратеничката група на ВМРО ДПМН поднесе интерпелации за работата на министерот за правда Бојан Маричич, како и на заменик на председателот на владата за борба против корупција, за одржлив развој и човечки ресурси, да бидам попрецизен, ќе го кажам целото име на министерот Лјупчо Николовски. Се надевам дека согласно процедурите по поднесувањето на интерпелацијата, па и испраќањето на интерпелацијата до влада, односно до ресорните министри и добивањето на нивниот одговор,
согласно деловник е на наредна прва седница да се стават точките за интерпелацијата. Се надевам дека ќе бидат ставени, се надевам дека нема да бидат повторно последни точки на дневен ред, за да може да продискутираме за најголемиот проблем во државата, а тоа е корупцијата, која што не е дефиниција и моментална желба на опозицијата за да ја представи оваа влада, туку тоа се резултатите кои што доаѓаат од реномирани меѓународни институции кои што ја следат перцепцијата, односно состојбата со корупцијата. Република Македонија е на катастрофалното 111 место по однос на корупцијата. Тоа е во однос на интерпелацијата за министерот, вице-премиерот за борба против корупцијата Маричич, се извинувам, Лупчо Николовски, а дополнително и интерпелацијата за министерот за правда, имајќи ги во предвид скандалите, отворените коруптивни афери во Република Македонија и недовршувањето на идните, затоа што цела Република Македонија, сите граѓани ја гледаат секојдневната корупција и големите скандали, кои што не се видливи, за жал, за партизираното јавно обвинителство во Република Македонија и за обвинителите, односно председателот на јавното обвинителство во државата, за да отвори предмет односно овие коруптивни афери кои што ги има секојдневно во изобилство во Република Македонија. Вие го напоменавте извештајот на Transparency International, каде што сме на рекордното лошо 111 место. Меѓутоа, тука има уште еден извештај, оној на угледниот економист, каде што сме 78 и сме хибриден режим. Ако почнуваме од корупција, сега сме хибриден, треба интерпелација за цела влада. Одиме една по една интерпелација за да можат граѓаните да видат во овој медиумски мрак во кој што се наоѓа Република Македонија и неможноста да се слушне гласот на опозицијата, па една од алатките која што ги имаме е отварањето на министрите и нивната работа на пленарни седници, за кои што согласно закон мора да се пренесуваат во живо. За жал, да, и економиста не стави во редот на хибриден режим, а ова владеачката структура, која што е со розеви наочари, не може да го види, затоа што по излегувањето на овие два катастрофални лоши извештаи во државата, првиот одговор беше дека тоа е перцепција на граѓаните. За жал, овие реномирани меѓународни институции не се бават само со перцепција, туку имаат стриктна методологија врз основа на која го прават распоредот на државите кај што се наоѓаат. Република Македонија за нас очекувано е на дното на листата и на двете места, меѓутоа она што мене многу ме загрижува, а тоа дека веќе во една софистицирана форма и голем дел од европски меѓународни представници на европски држави во Република Македонија истото го кажуваат. Впрочем, таков беше и одговорот, односно изјавата на холандскиот амбасадор Кноп, кој што рече дека Република Македонија не треба да го гледа најголемиот проблем во проблемот со Бугарија, туку поголем проблем представува корупцијата. Видливо е за сите, за граѓаните во државата, за евродипломатите во државата, очигледно не е видливо за владата и луѓето кои што се во нејзиното опкружување. Еве конкретно да ве прашам, кога има пратенички прашања во собрание, успевате ли да прашате се што ве интересира? За жал не. Таква е процедурата, да прво се одговараат писмените прашања на пратениците кои што се испратени во текот на тековниот месец до министрите, а кои што добиле одговор. Тоа зазема многу време и не останува согласно распоредот кој што го имаме, не останува доволно време за да се дискутира за ова. Ова ни е согледан проблем кој што го дискутиравме на Жан Моне процесот по однос на усогласувањето и изработка на еден нов апдейтиран деловник во собранието. Имаме повеќе предлози, ќе видиме кој од предлозите ќе преовладее за да се променат пратеничките прашања во државата и да се земе некој модел кој што е побрз, поефикасен, некој што директно и во пократок временски период
ќе се разгледува. Во опција се повеќе модели, например 2 пати месечно да има пократки пратенички прашања со конкретни прашања, да бидат најавени на кои министри да бидат присутни тука, да се скрати рокот на поставување на прашање и давање на одговор, затоа што ефикасноста од ова пратеничко прашање, кое што јас го поставувам во моментот, а од другата страна добивам одговор кој што министерот сака да го даде, многу пати се случува и да нема доперна точка со прашањето за кое што прашуваме, е неефикасен и очигледно ќе мора сите заедно да работиме на измена на тоа. Работната група за промена на деловникот е направена, очекуваме во некој брз нареден период да започнеме со работата по одредени несогласувања, односно различити гледачта на деловникот и се надевам дека ќе биде послушана и опозицијата, затоа што деловникот е нешто што консензуално се донесува и ќе донесеме деловник кој што ќе биде продуктивен, кој што ќе дава брзи резултати и од кој што ќе бидат задоволни сите политички партии кои што во моментот се во собрание. Очекувате брза промена на деловникот? Ако го земеме предвид фактот што конкретно од пратенички прашања на поголемиот дел од медиумите, како што ги нарекуваме провладени, се некаде околу 90% од медиумскиот пазар, во оној извештај од собранието, пратенички прашања, идат прашања од самата власт, од владеачките пратеници, кои што се до министрите и некако се создава впечаток дека опозиција во држава не постои. Опозиција постои. Согласно деловник, пратенички прашања поставуваат прво двајца опозициони пратеници, па еден од власта и таков е распоредот. 2-1. Меѓутоа, дури да се постават писмените прашања и да се добие одговор на нив, поминува еден добар временски период кој што го затвора предпладневниот дел од денот во моментите кога и сите медиуми се тука и кога се известува. Друго е прашањето тоа што и вие го рековте, дека повеќе од 90% провладините медиуми не ги пренесуваат пратеничките прашања кои што ги поставува опозицијата. Конкретно да има пратенички, меѓутоа еден термин во месецот да биде само од опозицијските пратеници. Се размислува и на таа варијанта, значи да се скрати временскиот период и да биде дел, значи термин за поставување на пратенички прашања од страна на опозиционите пратеници. Се размислува и таа варијанта и тоа е во оптек, меѓутоа како што реков, треба да седнеме да го разгледаме заеднички деловникот, додека се не се усогласи во деловникот, не се става, не е дека и досега не се разговарало. Последната промена на деловникот е 2006, мислам, целосна, 2011-12 има претрпено одредени измени деловникот. Консензуалното договарање на деловникот е проблематично, затоа што гледиштата по одредени точки во деловникот од власт и од опозиција е различно. Можеби тоа што било прифатливо за нив кога додека биле опозиција, сега како власт не е прифатливо затоа што ќе отвара поголем простор за опозицијата. Еве, таков пример јас ќе ви кажам. Додека СДСМ беше во опозиција, вице-премиерката Радмила Шикеринска одустана вадеше скратената постапка која што била употребувана во тој период. За жал, скратените постапки во собранието станаа секојдневно, па на седница од 50 точки веќе доаѓаме до 20 точки или малку помалку од половината се во скратена постапка. Различна е гледиштето кога си на власт и у опозиција. Дополнително што имаме работа со Социјалдемократскиот сојуз кој што има двојни стандарди при партиципирањето во власта и во партиципацијата во опозицијата. Сега навратам малце назад. Со онаа интерпелација за министерот Димитров доби поддршка од 57 пратеници, не од 62. Има ли простор за некаков сомнеж дека пратениците од владеачкото мнозинство, дел од нив, мала група, но сепак доволно не го поддржуваат министерот Димитров? Интерпелацијата ја поднесе опозицијата и за да биде успешна интерпелацијата потребни се 61 гласови за да помине интерпелацијата, односно за отповикување на Димитров од вице-премиерската позиција задолжен за европски прашања. Меѓутоа, она што е симптоматично, како што спомнавте, е дека
61 пратеници. Затоа што имаше најави од нивната страна, ние имаме 62 против. Испаднаа 57. Така е, значи 57 пратеници или 55, ако не се лажам, беа против интерпелација. 55. Дополнително фалат уште 7 пратеници до бројката која што е потребна. Дали некој праќа скриена порака со тоа што не присуствуваше на самата седница или се работи за нешто друго, ќе мора да кажат од Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа секој ден се поголеми се неформалните разговори кои што ги имаме со одредени пратеници од коалицијата на Социјалдемократскиот сојуз, незадоволни од проектите, реализацијата на програмата и незадоволни од ветувањата кои што ги добиле од првиот човек на владата, тоа е господинот Зоран Заев, по однос на нивната вклученост, односно употребливост во сите ешалони на власта во државата. Дали тоа незадоволство вака од тет-а-тет разговори ќе се пренесе и на некоја официјална седница во наредниот период, тука сме, ќе видиме, ќе разговараме и ќе бидеме присутни на сето она што се случува во собранието. За неколку месеци не очекуваат локални избори. Председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски побара одржување на предвременни парламентарни избори, заедно со локалните. Има ли простор за договор? Председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски побара заеднички парламентарни и локални избори, меѓутоа ние во текот на вчерашниот ден го слушнавме премиерот дека ја одбива таа варијанта и за очекување од негова страна да ја одбие, затоа што сметам дека согласно сето она што го ветија во изминатиот период и она што го реализира, сметам дека на парламентарно ниво како политичка партија не се спремни да излезат на соочување со граѓаните, затоа што нивото на реализација на ветувањата им е нула. Ние ко ВМРО-ДПМН опоменувавме за тоа, затоа што целата политика во државата е купи ден продај. Тоа го гледаме, меѓутоа го гледаат и граѓаните. За жал, махери се предизборно да излезат со розови ветувања пред граѓаните, се уште успеваат одреден дел, одредена структура од граѓаните да ги убедат во тоа дека ќе може да реализираат нешто, гледајќи ги како работат, не се ништо различни од Социјалдемократскиот сојуз во изминативе мандати кога бил на власт, односно неспорен факт во државата помеѓу граѓаните и таму барем јас каде што се движам е дека кога СДСМ е на власт, државава назадува и дека ништо не се гради. Оваа гарнитура на СДСМ само го потврди она што е големо мнение на граѓаните во Република Македонија. Вие истовремено сте и член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН. Кажете ми, кои се вашите очекувања од локалните избори? Видите, ВМРО-ДПМН како политичка партија има структура во цела држава и она што ВМРО-ДПМН во изминатиот период го работеше е консолидација на своето членство и оперативно работење по локалните заедници од каде што идеме. Очекувам добар резултат на ВМРО-ДПМН, пред се затоа што ќе се направи сериозна анализа на потенцијалните кандидати за градоначалници. ВМРО-ДПМН како политичка партија и е препознатлива пред граѓаните дека излегува со предизборни програми кои што се конкретни. Со конкретни проекти, со рокови, со финансии за тие рокови, меѓутоа и со сериозни лица во името на градоначалници и советници кои што ќе ги реализираат тие проекти. Сметам дека нема да имаме многу тешка работа, затоа што ова скоро веќе 4-годишно владење на Социјалдемократскиот сојуз во локалните заедници ја ги покажа недостатоците на нивните кадри и нереализацијата на нивните проекти. Од страната од која што доаѓам, а тоа е Источна Македонија, можам со сигурност да тврдам дека градоначалниците на Социјалдемократскиот сојуз потврлија во реализација и во завршување на проектите, затоа што голем дел од проектите беа оставени од
претходната власт, односно од ВМРО ДПМН и нивните градоначалници. За жал, централната власт и во овој мандат и во претходниот мандат максимално се труди да им остави некоја комфортна зона на градоначалниците за реализација на нивните проекти. Немањето на капацитет за реализација на проекти е основниот проблем кој што го имаат. Да не заборавиме, во текот на минатиот мандат, оваа влада од државни пари на сите граѓани на Република Македонија, успеа да им даде позајмица за раздолжување, односно за враќање на стари долгови на општините и на јавните предпријатија од 50 милиона евра, за кое што немаме отчет, иако согласно закон за истото требаше да биде известена заедницата на единиците на локални самоуправи ЗЕЛС, како и еден информативен извештај каде тие пари се вратени, односно со што се раздолжени и колку се раздолжени одредени општини во државата, да биде на преглед на во законодавниот дом. Тој податок не го добивме. Сведоци сме дека еден од капиталните проекти, а тоа е карго аеродромот во Штип, исто така не го виде својот ден. 2018 година Зоран Заев како претседател на владата не убедуваше дека тие пари ќе бидат пренаменети за локална инфраструктура, за водоводи и канализации. Законското решение го донесува само пред неколку дена, иако пред 2 години се фалеше со тие проекти. Не верувам дека имаат капацитет да изготват проекти и да ги дадат парите. Дополнително во собраниска процедура е пуштен закон за репрограмирање на долгови и отпис на камати на јавни предпријатија и општини. Тоа е еден проблем кој што исто така ја тангира Република Македонија и граѓаните во секоја општина, имајќи во предвид дека покрај отписот на долговите планираат репрограмирање на долговите. Што значи тоа? Во моменти кога немаат капацитет на добра наплата на јавните предпријатија и во моменти кога имаат преголема партиска вработеност, односно пренатрупана во локалните јавни предпријатија со администрација, не со она што треба да речеме луѓе кои што ќе работат оперативно во одредени единици во склопот на јавните предпријатија, да ги ослободат од врските кои што ги имаат према државата. На тој начин државата ќе им даде еден грейс период, за да може да продолжат со превработување на локалните јавни предпријатија и да немаат оврска, да ги плаќаат оврските кои што ги имаат према државата. Бидејќи доаѓам со поранешна функција од јавно предпријатие, знам конкретно што значи тоа. Во неформални разговори и со пратеници од власта се согласуваат, меѓутоа кога доаѓа моментот на гласање по однос на ова конкретно законско решение, доаѓаме до проблем да не смеат да се произнесат различно од партијата. Навистина голем проблем, навистина многу пари од централната власт кои што се вратени во локалната власт само за да успеат неспособноста на голем дел на нивни градоначалници да ги покријат, ќе направи проблем во теконото функционирање на државата. Зошто го велам ова? Затоа што капиталните инвестиции се еден основен сегмент врз кој што се гледа напредокот на економијата, а и основен сегмент за подобрување на состојбата со економијата во државата, им се на минимално ниво долг временски период. Од година во година имаме катастрофална реализација на капиталните инвестиции, кои што во буџетот самите ги планираат. Значи, минатиот буџет, ако не се лажам, беа некаде околу 350 милиони евра за капитални инвестиции. До ребалансот на буџетот успеа да реализираат само 100 милиона евра, што е многу помалку, едно 30% од целата, и потоа со ребалансот на буџетот да ги пренаменат во некои нефункционални или, да речам, помалку битни сектори, каде што ќе се потрошат парите, секако вака, злоупотребувајќи власта и изнаоѓајќи разни начини за подкуп на граѓаните. Господине Мицевски, за крај, уште едно прашање. Локално, вие сте пратеник, доаѓате од Штип. Штип имаше неколку големи проекти, од кои што 3 клучни. Една беше автопатот Миладиновци Штип, кој што беше готов и помина, не знам, 2 години за да биде отворен, откако СДСМ дојде на власт. Втората е клиничката болница во Штип, која што е готова карабина, инвестирани милиони евра во неа, потребни се, не знам, 3 до 6 месеци да биде завршени, 4 години тапка во место.
И последниот е оној неизграден карго аеродром, кој што Штип требаше да биде поврзан со експресни патишта до сите градови од истокот и некако да се улесни оној транспорт на стоки и на добра, и се со цел полесно и побрзо да функционира извозот од државата. Еве, карго аеродромот се откажа. Може ли, има ли простор да се спаси некако клиничкава болница во Штип? Многу дискутирам на оваа тема. Значи, покрај овие 3 клучни проекти, Штип има уште 3 проекти, кои што морам да ги спомнам. Значи, Штип ја има технолошко развојно индустријската зона, која што вработува, ако не се лажам, некаде над 3-4 илјади граѓани на Штип и околината на Штип. Во моментите кога почнавме со реализација на технолошко развојно индустријската зона, од СДСМ како опозиција во тој период бевме обвинувани дека ова е зелена пољана која што ќе ја заградиме, за која што ќе сакаме да собираме гласови од граѓаните. Таа технолошко развојно индустријска зона го виде светлото на денот. Таму се вработуваат над 3.500 луѓе, меѓутоа таму логистика даваат голем број на македонски фирми и компании кои што работат за потребите на таа зона. Со таа зона успеа да се подигне и минималната плата во Штип како текстилен центар, кој што во недостаток на работоспособен кадар кој што премина во тие компании со нова технологија, за да се заштитат и текстилните компании, мора да ги зголемат платите за да ги задржат вработените со кои што работат кај нив, и тоа донесе еден добар економски бенефит за Штип. Втората клучна работа за Штип е отворањето на Универзитетот Гоце Делчев. Исто така бевме обвинувани дека 2008 година, кога се отвори универзитетот, исто е некое предизборно ветување кое што нема да се реализира. Универзитетот Гоце Делчев донесе дупол бенефит за граѓаните не само за Штип, туку за граѓаните на југо-источна Македонија, би рекол. Зошто го велам ова? Затоа што голем дел од средношколци кои што требаше да студираат, веќе не одеа да студираат во државите во соседството, туку таа можност ја имаа во Штип и во дисперзираните студии кои што беа во тој период отворени во Штип. Понатаму со потребата, дали имаше потреба од дисперзиране или не студии, е друга тема за која што може да се разговара. Меѓутоа во моментот, согласно капацитетите и можностите и професорскиот кадар, беше еден дополнителен стимул на Штип, југо-источна Македонија. Да не зборам посебно за Штип во моментите кога според бројките исциркулираа над 30.000 студенти. Тие 30.000 студенти требаше да најдат место за сместување, тие 30.000 студенти секојдневно беа во Штип, тие 30.000 студенти секојдневно оставаа одреден финансиски бенефит на Штип и на градовите кај што имаше дисперзирани студии. Третата работа е отпочнувањето на гасоводот, една од многу битните работи за подобрувањето на состојбите и намалувањето на трошковите на економијата. Белаковце Штип е првиот крак од гасоводот, исто така пред едни избори бевме обвинувани дека ова го правиме во една изборна пропаганда. Еве сега гледаме дека со проектот нафтовод, односно гасовод во Република Македонија, секојдневно се фалат министрите за транспорт и врски, премиерот на владата и вице-премиерите задолжени за економски прашања. Тоа се 3 проекти кои што се клучни. Дополнително, автопатот Миладиновци Штип е едно сврзно ткиво на главниот град Скопје со југоисточна Македонија, па секако и со Грција и со Бугарија, кој што многу го олесни и го скрати патувањето на патници и стоки кон југоисточна Македонија. За жал, чекаа 2 години да се заборави дека ВМРО ДПМН го правеше ова автопатско решение, меѓутоа граѓаните се со подолго памтење и добро увидоа и знаат кој ја реализира оваа работа. Клиничката болница, проект за југоисточна Македонија, кој што ќе покрива само во Источна Македонија околу 200.000 граѓани, а со Јужна Македонија околу 300 и нешто илјади граѓани. Јас имам обичај да кажам и на пленарни седници и на комисии да не беше ВМРО ДПМН да ја изгради карабина зградата од клиничка болница до 9 спрат. Толку е способноста и капацитетот на оваа влада што доколку не беше карабината, комплетно ќе беше заборавен како проект.
За жал не гледам можност да брза реализација и во наредниот период, затоа што имаат некои проблеми со судски проблеми по однос на инвеститорот и неговите подизведувачи. Очигледно додека СДСМ се на власт, нема да може да се реализира овој капитален проект за Југоисточна Македонија, како и проектот за клиничка болница во Скопје, кој што од 2017 владата на СДСМ лицитира со него, го најавува, па првичното место не беше добро да се изгради поради централното градско подрачје во Скопје, па се лицитираше со места околу Петровец, па дополнително Ѓорче Петров. За жал се уште се во идеја и инвестиција, се во идеја, од инвестиција немаме ништо, така и ќе остане со СДСМ на власт. Дополнително, најголемиот проект кој што би бил за Источна Македонија, тоа е карго аеродромот во Штип, кој што требаше да биде втор аеродром на Скопскиот аеродром и можноста за негово употреба во магливи денови кога немаме можност за слетување на Скопскиот аеродром. Е проект кој што оваа влада го згасна. Така да морам да кажам дека од некои необјасниви причини иако имаше подпишан договор да почна се гради после Скопскиот аеродром од страна на ТАВ карго аеродромот во Штип, се изнајде некое решение да градењето на карго аеродромот се прекине, а средствата се пренаменат за реализација на инфраструктурни проекти за водоводи и канализации, кои за жал се уште не се реализирани. Како ќе бидат реализирани, имајќи во предвид, повторно ќе кажам, слабиот процент на реализација на локалните самоуправи предводени од СДСМ, ќе биде прашање, меѓутоа едно е сигурно, дека Источна Македонија и Штип остануваат без еден сериозен карго аеродром кој што ќе допринесеше за поголем економски бенефит не само за Штип, туку и за целата индустрија во овој дел на Југоисточна Македонија. За жал, како заклучок на сите овие проекти, морам да кажам дека сите оние проекти осмислени, ставени на картија, обезбедени финанси од страна на ВМРО ДПМН, оваа неспособна власт успеа да ги згасне или да ги сведе во реализацијата на минимум. Во ред, ви благодарам за одвоеното време, господине. Благодарам и на вас.